Добро вечер, добро дојавте во ново издание на Капга со Иван. Пред да ви го представам мојот вечерашен гостин, само сакам, како што нели и некако ми прилега, на почеток на секоја емисија да дам еден мал кусвовец за некои работи што се случувале помеѓу двете емисии, минатиот понеделник и овој понеделник, или пак можеби преку 2 недели. Морам да кажам дека со особено внимание во регионот, па дури од другата страна на Атлантикот во Соединетите Американски држави, беше проследена онаа моја емисија со господинот бугарин Иван Динев Иванов, каде што добив едно чудо навреди, клевети, па дури закани од бугари кои што се делум од нив жители на Република Македонија, поголемиот дел жители од Бугарија и со дел од наши сограѓани кои што се чувствуваат како бугари, барење да викнам некои други политичари во стилот на Каракачанов, Џамбаски и така натаму и така натаму. Сега да ви кажам една работа. Каракачанов и јас имавме телефонски разговор во 2019 година. Тој истиот господин Каракачанов, кој што јас го барав уште тогаш, пред да го почнам целиот овој серијал на Капга со Иван, го барав да направам јас интервју со него, тој истиот не сакаше поради едноставна причина. Ме праша на кој јазик ќе го водиме интервјуто, ја му реков на англиски, но истовремено му додав: господин Каракачанов, вие не знаете да бекнете на англиски и не знам како ќе разговараме. Ве гледав на еден состанок на НАТО, дури колачо што го баравте, ви требаше преведувач од бугарски на англиски, англиски на бугарски, за да се вратите назад. Така да немојте да ми нудите никакви бугарски политичари, едино што дојде овдека, се изнаплака, се надевам дека му олесни од тој момент. Јас повеќе немам намера да доживувам стресови, гостите да ми плачат во студио, така да баталете ме со наши бугари, македонски бугари, во ред ќе разговарам, но со бугари од Бугарија или од другите страни на светов, навистина повеќе немам намера да разговарам. Се што имавме да си кажеме, си кажавме. Ние сме македонци, живееме во Македонија, зборуваме македонски јазик и имаме македонски идентитет кој што трае со векови. Ако некому не му е јасно, слободно нека си ги отвори енциклопедиите, нека ја отвори страницата на Обединети нации, особено еден документ од 10 февруари 1947 година, кој што се нарекува Peace Treaty, помеѓу оние кои што ја добиле Втората светска војна и со Бугарија, и ќе видат како се словени бугарите. Фашистички окупатор кој што работел за потребите на оската на злото на Хитлер. Толку со мојот вовед, одиме со мојот гостин, човек кој што верувал или не, сега е еден од најголемите патриоти македонски, но човек кој што има една историја како тешка комуњара, ако можам така да кажам, колоквијално во Македонија. Иван Столиковиќ, добро вечер. Добро вечер. Тешка комуњара 2002-2008, така е? Да. И како тенаш кога таа тешка комуњара вие дојавте до момент да бидете тешка комита во Македонија? Кога ќе се разочарате во сето она што би било представувано со години, нормално да направите политички потез кој никој не го очекува. Не дека нешто ние сме се утепале да ве гледаме вас, па какви потези ќе правите се, но што е тоа што ве разочара? Бранко Црвенковски, вие бевте со Бранко Црвенковски таа 2002, имавте дури заменик. Јас не знам што колку сте следеле, меѓутоа Па ве гледате дека сум следел. Па не сте следел до крај, што во најавите велите дека сакате да покажам колку сум следел. Која е тајната на долговечноста, не? Не, вие имате еликсир. Вие имате еликсир испир на политичка младост. Па баш заради тоа. Значи, не баш заради тоа сакам да видам. Ајде, кажете ми. Значи, сум видел тоа што треба да видам и сум го направил тоа што сум требал да го направам. И затоа сум прогласен за најголемиот издajник. Кај кого? Кај дел од српскиот народ, комуњарски, и кај СДСМ. Во комуњарски во Македонија или генерално општо? Во Македонија. Во Македонија, да. А кажете ми, се сеќавате дека бевте члени на ова, ако може камерата да, како не, да, како не. Не бев член, ја бев вработен таму. Вработен? Да. Па ако сте вработен, па белким се и член, пошто стана збор за идеолошка. Не, бев вработен како стручно политички соработник и има и работна книжка. Па тоа работа, како не сте биле член? Јас сум, значи како, еве не знаеш да ти помогам ако може. Јас сум пишал многу говори на многу политичари уште од раната младост, дури од 90-тите години. Добро. Чисто информативно да знаете, мислам. Говорете, ама мене ме интересира како може србин, етнички србин кој што е македонец и за себе вели дека е македонец, што мене ми е многу мило и така треба. Јас имам завршено основно училиште на македонски јазик. Подобро зборувам македонски јазик од најголемиот број политичари во Македонија. Што е проблемот? Ма не е ништо проблем, ја апсолутно тоа го величам и тоа сметам дека е во ред. Но ме интересира како успеавте од една крајна идеолошка левица, политичка, да се префрлите преку средината, дојдете во крајна десница, како што беше особено во периодот на Груевски, ВМРО, да помне. И тоа, пазите, вие преминавте во таа фантастична 2008 година.
Како да сте некој српски Павле Трајанов, еве да кажеме, Не. што точно знае кога треба да премине. Не, Пазете ова ми е оригинално, српски не. Павле Трајанов. Не е точно тоа. Затоа што јас Како не не е така? преминував. Како не преминувте од Па не преминував ја така, значи ја преминував само што како поминавте со нешто конкретно? со предизборно, видите вака, се прават политички договори пред изборите. И политичките договори завршуваат кога ќе завршат изборите. И после Добро. се сите слободни на политичка сцена. Тоа е првата работа што треба да знаете. И втората работа. Јас на никого му се неам јавено да оствариме соработка. Секогаш ме барале сега. Кој бе барал? Тебе сега трие да ги прашате што ме барале. Па Кој еве, бе барал? например, Еве кажете ми 2008 кој бе бараше? Никола Лично Груевски. Никола Груевски, Не. лично. Што 2006 година. Бе бараше лично. Да, лично. И што И ви Белка вели не добар мора ден, разговор. добар ден, овде Никола. И И јас ќе објаснам што да се објаснам. Јас бев подготвен за разговор, меѓутоа кога одидов, сите ми велеа дека Груевски тежок. не само што е тежок, него е малку проблематичен и така натаму и така натаму. И јас излегов од разговорот со сосема друг печаток, кај човекот многу е спремен. И ми остави печаток дека тука има простор да соработка. Тоа беше 2006 година, Добро. да не забораваме. Ама се уште останавте во јатото на СДТМ, и на не сакав, полицијата. иако има многу понуди од 2006-2008, не сакав никого да не испадне дека сум Амди Байрам или овие што ги споменуваш ти, што менуваат, Павле менуваат. Трајанов, па како Па не е тоа, па не е точно ти кажам затоа што они менува во текот на они како ке тоа вдувне ветерот. Не, јас чекав да заврши избор. Значи, затоа ме бара, затоа што знаат кога Сакате ми кажете дека 2008 беа предвремени избори и да тогаш го сменивте дрето, така? Да, Значи не одевте во тек на самото коалицирање со Не, СДСМ не. да почнете да им викате вие СДСМ не бе бидува, а јас знам кај ќе одам. Не. Значи бев коректен со работник, затоа ме бараат, затоа што знаат дека ќе се договорат со мене, дека ќе го испочитувам. Ете да ја прашаме на работа. Вие сте од 2002 до през сега, нели? Бевте постојано пратеник, така? Да не речем со покојни Дзинго, вие го имате оној така наречен за мене еликсир на политичката младост, се живо се промени, вие се останавте константа, што би кажале. Се кажете ми, кога вие би излегле сам, не со коалиција, што мислите, колку гласа вредите во Македонија? Еве сега на локалните избори во Куманово ќе излезам сам, па ќе видиме. Сам ќе излезеш на локалните? Да? Каде? Куманово. Ќе имате свој кандидат? Нека имаме своја листа. Своја листа? Да. Ќе видиме кој колку советник како е свој во Куманово. Значи ќе немате градоначалник, но ќе идете со листа, така? Да. Баш да видиме, до сега ова прв пат ќе ви биде. Не сме излегували порано, него сега е А кога интересантно. сте биле? Кога сте биле? Сега многу треба историја да ти зборувам. Не, Ова е многу интересантно сега што се случува. Ајде баш да Затоа видиме. што многу ми на пример би биле такви. Ма тоа ви го кажам затоа што знам Добре. доста срби кои што се во Македонија, Да. нали, наши сограѓани Да. кои што велат, ај праша го кога ќе ти дојде, Да. дали он е свесен дека не може да освои повеќе од 100 гласови. Ја викам, не сум сигурен дека он не може. Види вака сега, јас соберам кога се регистрираат политички партии 1000 потписи, соберам за еден ден, два како што ги собера ВМРО и СДСМ. Добро. Така да јас не знам од каде им се на тие. Тоа претпоставам дека знаете како. Цело време 20 на години се води таа кампања. Поготово таа кампања е интензивирана од 2008 година со моето преминување во ВМРО ДПМН. Како коалиционен партнер. И тоа е систематска работа беше на Социјалдемократскиот сојуз. И тоа одеше до толку многу далеку да просто мислам дека денеска од оваа дистанца сум среќен што останав жив. Аман, што ви се случуваше? Имавте закани, имавте конкретни акции кои што го загрозува вашето здравје и вашата сигурност? Пошто викате, сум среќен што сум останал жив. Да, баш ме интересира. Баш Кажете, така. може јавно да ми кажете? Па дел од работа е може да кажеш. Ајде, нешто што прв пат тебе. Па е вас кога би изложили на такви притисоци на какви јас бев изложен и приватно и семејство, мислам дека може би не би се однесувале исто како јас. А мислите дека мене ја немам притисоци, немам закани? Не мислам дека тие закани се само завршуваат во одредена смера, во политиката завршуваат на сосема друг начин. Знаете како ќе ве потстам дека 2006-2008 година требаше да донесеме закон, серија од судски закони за позитивна оцека од Европската комисија. И знаете дека тие закони зависи од мојот глас, затоа што бројот на пратеници за Банитер беше 35, Добро. а беше 17-17. Јас бев 18. А бие веќе 18, што ќе го донесе тасот на 35, така? Да. И Ерво Поерме, тогашниот амбасадор на Европска Добро, ме бркаше по ходниците на собранието. Да дигнете рак. Да дигне рака. Јас не сакав да дигне рака. Се договоривме со Груевски на следниот начин. Јас отидов, сите овие помалите етнички заедници биле да договараат вработување и остало. Јас отидов со 3 политички барања. Првото барање беше Законот за државни празници, национален празник да биде Свети Сава, гарантирани места и закон за малцките заедници.
кога излегуваме од состанокот, сега ќе споменам, Славица Грковска беше на состанокот, беше многу задоволна од моите политички барања. Каже, Иван, секоја ти час, вика, ти ги заглави сега, вика, овие никош нема да ти одговорат на прашањата, се е окей. А пошто сме во коалиција со СДСМ. После 2 дена се јавува тогашниот председател на собрание Љубоша Гергевски, ме помира, вика, Иван, ние се договаравме и решивме да ви излеземе во пресет на сите барања. И вие го имате Свети Сава? После тоа следеше во собрание донесување на закон 2007 година во февруари месец за национален законот за празници. Имавме во собранието закон за гарантирани места. И знае се сеќавате на 4 амандмани на другите пачката во собранието кој изби и која не доведе до ворени парламентарни избори. Така да ове тука не е баш така ова како што се зборува надвор на улици, знаете малку. Добро, ме знаете се што. Тоа е првата работа. Втората работа е. А која година се случува, што кажете ми? Тоа е 2006-2007 година. Така, 2006-2007, добро. И кога јас прифати подојуство да гласам за тоа, што требаше да гласам за тие 7 закони во област на правосудството, каде што СДСМ ги изгуби добар дел од правосудните кадрови подоцна во процесот на промените, ова е чудо се случува. Сега баш се прави среќен дека вие мислите дека сте направиле нешто многу за српската заедница во Македонија, зашто се слави Свети Сава. Тоа е некоја страшна придобивка, што би рекле србите болјитак. Да. Што е тоа болјитак за вас србите ако вие го славите Свети Сава? Живеете подобро, живееме заедно подобро. Знаете зашто ве прашувам? Во 2018 година кога се менува власт во Македонија 2017, вие давате интервју, не се сеќавам каде за македонско, дури за српски медиуми, и викате никогаш не биле полоши односите помеѓу Македонија и Србија од овој момент 2018. Да, точно така. Што вие видовте лошо како србин во Македонија, кажете? Па затоа што тогаш се Не. Еве сега. Кажете ми што видовте лошо? Видов тоа. Еве се, па може да одговорам. Ама не ме да раскажете за колачи се. Не ви разговарам за колачи, ви кажувам директно. За кајмак. Веднаш зборувам за врвот на шлагот на торк, тоа е зона Вишичка зборува. Ајде. Значи, таа кампања која се користеше тогаш против србите генерално зборам. Кој ви користеше кампањата 2017 против србите? Зоран Заев и неговата компанија. Ама дајте наш па Зоран Заев кажеше дека работел бизнис во Горњи Милановац. Како може да е така? Тај приказки за мали деца се сеќавате на насловите во новините тогаш. И тогаш беше што против србите имаше наслов. Се сеќавате? Кој македонец веќе имал нешто против србите? Се сеќавате на отворена војна против со Зоран Заев и Александар Вучич или не се сеќавате? Ама чекајте, вие сте представник на Александар Вучич во Македонија? Не, ама тоа се одразуваше и на нас. Чекайте, знаете. Не може да се однесува на вас. Ама не може, како не може? Ама нема како, некој ви кажува. Вие сме се однесувате како чекайте, стоп. Некој ви кажува дека бугарскиот администратор, фашистички окупатор во Македонија администратор. Тоа е друго 20. Тоа е друго 20. А вашите предци учествувале во народоослободителна војна, нормално кај е и против вас. Значи, што е проблемот сега? На работа. Значи, ве молам, немојте во емисијата да ми се однесувате како политички доктор Джекил и мистер Хајд, час е Вучичев представник, час е Чаци, час е вакви онакви, ве молам. Значи, вие сте задржете го нивото сепак. А кој ниво ја го нарушам, може ми кажете? Ај гледайте, може да кажете. Со Чаци. Тоа сега маци Чаци. А што е проблемот ако ви каже некој Чаци? Па тоа е фраза која што се користи во номенклатурата во Србија и тоа е проблем нешто за вас. Па проблем е затоа што Зошто е тоа? Тоа е навредливо е? Не. Е па што е тогаш проблем ако не е навредливо? Нивото на А не него вас. Не, по долгогодишно занимање со политика стегна во одредено политичко ниво, недоволно знаење, меѓутоа секогаш знаеме да ги чувам честа и достоинството на и на мене и на моето семејство. Апсолутно, ама немојте да се вреѓате за Чаци, тоа не го добрувам, него само ви кажам што е во медиумски промет во Србија. А за вас чекајте. Не се вреѓам јас. Ама чекајте, за вас тоа ве боли. Само ви кажувам прилика. Не, тоа ве боли, али не ве боли ова на пример. Еве сега ќе ви покажам што. Ајде, тоа не ве боли. А ова не ли ве боли, кажете ми? Мартин Костовски од СДСМ напишал пумпај, а вие му велите, чекајте само да видам што е. На пумпамове на избори да не сакате некој друго пумпање, господине Столиповиќ. Не сакате да ја пумпаме под затвори, не. Не, чекайте се малце. Ај сега оставете. Не, до крај прочитате точно. Да не сакате да ја пумпаме под затвори. До крај затвори чекав, а не да не сакате. Затвори чекав. Прво, ја не се согласувам со господин Мартин Костовски што како политичар актуелен во СДСМ, значи во зафаќа страна на друга држава. Тоа е за мене политичка непристојност. Но уште поголема непристојност е ваква комуникација ваша од позиција на вице-премиер на Македонија, седите во владата и за ова. Ова за вас е достоинствено? Апсолутно. Како може да ви Може да ви објаснам? Објаснете ми, ајде да видам. Вака, значи. Како и секој од нас кој занимава со политика, има луѓе кои ги тоа пратат општествените мрежи и кај мене стигнува сликата
скриншотот од таа него објави. Од Пумпај, така? Да. Добро. И ја викам, дечко, очигледно не знае кај се наоѓа. И јас не се спремав да реагирам кој него, туку се спремав да реагирам кој Социјалдемократскиот сојуз и кон новинарите во Македонија, кој никој не даде сходно да го праша Мартин Косовски како секретар на Социјалдемократскиот Како сојуз. затоа ќе страна? Политика. Зошто се меша во внатрешно политички живот на Се Србија? согласувам, ама ме слушнавте што кажав, така? Не, ја ви кажам, че ја викам добро и се спогодвам и станува едно сабајле, гледам дека во информациите дека секретарот на Демократска партија социјалисти на Црна Гора за Пумпај бил уопсен и протеран од Белград. Зашто кажал Пумпај. Да. И напишал, што? Напишал Пумпај исто. А што е проблем ако напишеш Пумпај? Па затоа што државата на 15 март беше соочена со опасност од вооружен конфликт внатре Ама се случи ли И тоа? она беше унајава. Па добро, Што вие сакате да провоцирате меѓусрпски конфликт? Што е Не, проблем? не, сега се обидувам јас да видам што е проблемот, што е Еве- проблемот во мајндсетот. Па еве сега ќе Значи ви пак кажам. се Ама за еве да сега- мене ми биде јасно, сега зборувате со устата на Вучич или зборувате со устата на Иван Стојков? Зборувам со устата на Иван Стојков, никако на мене не ми е право да настане меѓусрпски конфликт во Србија. Како србин зборувам. Нормално, ама ни во Македонија не им треба, знаете колку има мешани брака, колку луѓе се поврзани. Мене не ми е битно кој таму на улица некој што каже, мене е битно што кажа тоа секретарот на Социјалдемократскиот сојуз, како не ме разбирате. И Ја ве наместо разбирам. јавноста. Ја ве разбирам Чекам дека, малку. ама кажете Чекам ми малку. дали е во ред да кажете да не те напумпам некаде. Не, Што личи не, тоа, не, господине? не. Ама како Па не кого вие тоа ќе напумпате? Па не е така. Ги напумпавме ли на избори? Ама ве молам се, немојте да се чекај. правите дека се недоветен политички, Ама ама не. ве молам. Сакате да кажам нешто. Сакате да кажете дека мојата двосмисленост е проблематична. Да, Значи е да, мега двосмислена. проблематична, Да. мега Да, проблематична е. двосмислена. Тоа Сигурно е безобразлук. Не, не е Да, безобразлук. безобразлук. Двосмислена, знаете зошто? Зошто? Е така, затоа што знам дека ќе се сети прво од една работа и втора работа, знам дека тој истиот се представува како Србин во Куманово. И затоа му е напишано Како се Куманово. представува? Како Србин во Куманово се представува, со српско порекло и се обидува да Презимето не, добро, не мора да значи Добре, презимето дека ништо не Давид, значи. Јас сум Милчевски, но имам црногорски корени. Еве и тоа е тоа. и наместо некој да го нападне него, Добро. зошто се меша таму кај што не А нема кој ви вели дека вие не ги видовте медиумите дека реагира на тоа? Никој не реагираше. Ја реагирав, ја ќе кажам. И ти кажам дека само ти реагираш. Е па добро да. И да ти ја. кажам и знаете ти кажам како реагираш. Сега меѓу нас. Ајде. Може ли? Ајде. После нашиот разговор кога ти реков кога ти ми кажа дека тоа е недолично да сум ја ти реков зошто тоа го направив. Ама чекај, тоа е тоа. Така ли беше? Ама така е. Океј. Ама дали реагирав? Не, ти реагираше, ама ти кажам како реагираше кога јас че морав да се бранам дека сум бил непристоен. Јас Поне можеби бевте, сум Сте прекорачил. прекорачиле, значи Јас можеби, Не можеби, Не. ама- Јас сега имам справа своја мисија, тоа е ваша мисија. Моја мисија е дека можеби сум прекорачил. Сакате вие вас некој да ви меѓутоа, напише така во нешто? мерка, ако заслужам, да. Ако заслужите, да, не може да заслужите ништо што ќе биде потоа реакцијата ваква примитивна, вербално примитивна. Да, не Ве уопште. молам. Иди вака сега, јас. Е сега да ви Јас пратам. од Собајле, Ама од ви, Собајле. знаете што, многу сте храбар на тоа. Ајде сега да го чуеме овој, пак ќе се вратиме. Не, вака, можете да кажам, па Ајде. да завршам. Јас сам ајле пушти порака, Белград таму кај што треба да пуштам, наместо да ги испеглате, како што се бараше поголемиот дел од српското граѓанство, вие успеавте да ги напумпате. Тоа е сега Како- со нивна терминологија, со тоа сега вулгарно. Добро, еве сега ќе направам пауза Е. тоа што сакав да ви пуштам, да се вратиме малце добро ми дававте шлагвор со изборите вчера. Може ли да сватиме дека полека власта во Србија почнува да попушта под притисокот, само 51 глас разлика во Косирич, ако земеме нели дека Косирич се наоѓа во срцето на Шумадија, во каде што е најрадикалното СНС и да победи само со 51 глас. Не ме слушате у претходните емисии, говорев дека Во рейтингот кој на емисија не сте били? Не, во македонската јавност кога настапав дека пред после 15 март кога се правеше испитување јавно мислење Белград ги видов резултатите од најновото истражување јавно мислење дека Вучич беше преку 51%, а Српска напредна странка беше 44%. Добро. Скоро убедлива победа, мислам, убедливо Од кога е таа расположение. анкета направена? Тоа е некаде крајот на март. Добро. А сега што се случува? Како е можно само 51 разлика во Косирич? А како е можно во Зајачар да ги прегазиш сега? Како е А можно? колку е разликата во Зајачар? Огромна. 7 и 21, 28 на 48 таму, 49. Како е тоа можно? А опозицијата видовте вчера дека прогласи победа? Српската опозиција. Тоа во не го Зајачар. Добро. Мислите, можете да направите, можете да кажете, знаете вака. Кога прогласиле победа, јас сега ќе подставам една ова е приказна
Јас сум тоа фан на Бело дугме, една вечер со друштвото и слушаме тоа Бело дугме, и доаѓам касно дома да видам Facebook и нели изблегува она што мислите. Јас последна песма на заменувањето беше мислио сум, присуствувал сум, веќе се хоќа како се кажа. Мислио сум да се звери боја, 3 точки, си легано. Утре се бајле. Коментар. Што сум мислел јас, што да ти кажам? Не е важно што мислиш, важно што правиш. Добро. Значи, вие сметате дека ова стварно сега сериозно ве прашувам околу констелацијата во српското општество, мислам дека е нормално да ве прашам. Планира Вучич да распише брзо избори или не? Според вас има потреба тоа или нема? Во моментов. Не, мислам дека секако ова ќе заврши со избори. Со парламентарни, да? Сигурно, секако. Значи дали порано, покасно не важно. Ќе заврши во парламентарни избори, тоа секој нормален политичар го знае. Меѓутоа, очигледно дека тоа ќе мора да го прашате Вучич, ако оди председателката во поста на Белград, што е во најава, ветив дека ќе ви обезбедува интерес со председател. Така ми ветивте, така беше? Да, еве, јавно сега се образувам дека така е договорено. Така е, и еве него ќе го прашате како ќе. Ќе го прашам, баш да ме интересира, вие мате што знаете како јас, пошто често да во Србија, и кога ќе ги прашам луѓето, има доста луѓе кои што се резигнирани и незадоволни од владењето на Вучич, и кога ќе прашам добро што е, еве има корупција, криминал во енормни размери и така натаму. Ја не можам да носам одлука за српскиот народ, иако имам нели роднини кои што живеат таму, но се чувствува дека има одредено незадоволство кое што го имали порано, но сега е очигледно дека е артикулирано на еден поинаков начин, односно студентите добро организирано прашање дали студентите навистина имаат политички мотиви за вакво нешто или пак е во прашање нешто сосема друго. Оставам тоа да го реши нашиот пријателски српски народ и не би се мешал како Мартин Костовски, а уште помалку не би дал како вас коментари да те напумпам и така натаму, нешто што мислам дека добро, Вучич вчера ги напумпам, што да ви кажам сега. Добро, а се кажете ми вие, ако е тоа вулгарно, ако Вучич ги напумпал, а ова наследно напумпал ли овој господин или така мене ми се чини? Слушате се само со внимание. Одам со видео едно. Мен дојсе до Мога на македонски, ако може да после ќе направите. Дали ќе ви одговорите на македонски? Треба и на македонски да се обратите, затоа што така е законот за јазици, зашто постои... Да, ама и законот за јазиците треба да има... Прашањето ви го поставите на македонски јазик. До кемитијата, што ќе имаме друга изјава од координатор на ВМР да помине. Да. Тие да? И немаме да брзо. И минатиот пат ми оставя на македонски јазик. Што сакате да пуште понатаму? Не, толку да посетите во Белград. Не, ова сакам да прашам. Се, овие два лика, не знам дали ги знаете, не ги препознавате. Не. Едниот е овој лик, Арсен Мидризи, погледнете го. Овој првиот што зборуваш. Да, овој од Таравари. Овој е од Таравари, директор на инспекторат за употреба на јазик. Не сакаше да подпише тендер за да се климата уреди, да се предат по зградата. Не ми вртите, остате го вие тендер. Не ти вртам, ти кажувам. Не. Прво, овој човек е представник на вашата влада, не е на мојата влада. Вие седите со неговите лидери во влада. И се овој човек го крши законот за употреба на јазици, затоа што е директор на инспекторат за употреба на јазици. Овдека не се вика директор на инспекторат за употреба на албански јазик, него на сите јазици, така? Тоа значи на српскиот, тоа значи на турскиот и на ромскиот и на сите други. Зошто вие дозволувате ваков човек да седи? Ке побарате ли вие пошто е под Министерството на брада, од господинот Игор Филков да го размени, да го разреши? Во вторник на едната седница сигурно ќе би разрешен. Овој? Да. Ми гарантирате? 99%. Ако не си давате оставка од влада? Немам, зашто би ја дал оставка? Ама сега вие немате таква концесија. Видите вака, јас имам концесија да покренам иницијатива на владата да биде сменет веднаш. Ќе покренете? Да. Ќе ми пуштите информација после тоа и да објавам. Договорено. Овој вториот. Овој, го знаете кој тој? Што сега го можете само да кажеш. Не го знам. Не, морам да ви кажам, ама не знаете кои се овие луѓе. Овој господинот Ќоку. Од Алијанса, советник на еден советници на Ајдбин Курти. Ајдбин Курти што тука. Знаете ли што кажал Ќоку во 2023 за Македонија? Македонија е најидиотската држава. И са тој човек седи дава информации за нас. Значи мене не ми ја гели дали тој е албанец, да се разбереме јас и вие. Не ми ја гели дали сте вие срби. Дали е граѓанин на оваа држава, дали е македонски граѓанин, македонец. Етничката припност тотално не ме интересира, но законот за употреба на јазици, господин Стојковиќ, а вие сте министер за односи меѓу заедници, како ќе го решите ова? Во вторник чекам разрешување. Еве ќе добиете. Помеѓу другото не само заради тоа, него и заради нешто друго. За овој конкретниот директор, така ли?
Не само заради тоа, него и заради нешто А друго. ова не би доволен мотив. Ова, и да не беше тоа нешто друго, ова не беше да биде доволен мотив за вас. Ова го немам пропратено, искрен да бидам. Ама го слушате прв пат. Да, прв пат го слушам. И ова за вас е во ред? Не е во ред. Сега ќе кажам зашто не е во ред, затоа што јас истрпев салва напади врз мене, затоа што сајтот на министерството каде што сум министер беше само на албански јазик и кога нели нормално треба да се сруши еден ден, два, па да се подигне на Нормално. припадниците на езиците на Добро. сите заедници. Кога тргна салва напади врз мене, немам што се случува. Така да јас иде вака, јас одговарам за собствените постапки. А за сето она што не надвор од моја надлежност, ќе си покренувам иницијативи на владата. Тоа да, ќе си покренуваат Дозволете иницијатива. да ви завршам, ќе си покренувам иницијативи на владата, ќе си инсистирам некои работи да се разрешат, така да немам проблем со тоа. Јас немам проблем до сега Денеска со сме мојата господин работа. Силковиќ понеделник. Утре очекувам утре. извештај кој ќе дојде да видам дека Утре нотирано. на подточка разно иницијатива за за денот на тој чување истиот на директорот на инспекторат директорот во за потреба на употреба јазици и да го така. нотирате дека не е само за албански јазик. Ќе ви за сите јазици. сликнам утре, ќе ви сликнам кога ќе го ставам на дневен ред, ќе ви го сликнам и ќе ви го пратам да видите дека е поставено на како точка на дневен ред. Што барате со овој човек на оваа слика? Ова е рускиот амбасадор на 9 мај. Ние имаме раскинати дипломатски односи со Русија или не? Или не? Не. Не знам што, тогаш не го разберам прашањето. Уште нешто ве прашам. Ај размислете се убаво. Сум размислил, чим сум отишол таму, значи сум размислил поприлично. Сега да прашам. Кажете ми, вие работите во влада на Македонија, вработен сте како и извршувате задачите во интерес на оваа земја, Да. не во интерес на Србија. Да. Не се... Значи јас ве викнав како Стојковиќ уште на почетокот, не случајно ви кажав. Да. Не како гласноговорник и апологет на Вучиц, него ве викнав како човек кој што ги застапа моите интереси. Да. Ја очекувам од вас вие моите интереси ги застапите. Са што барате вие со човек кој што во моментот не е подржан од официјалната политика на Македонија, кој што има евроатлантски аспирации, а атлантските се веќе исполнети, европските не се. И внимавајте нешто. Не знам дали знаете. Подржувајќи ја Русија, вие индиректно за мене ги подржувате оние настани од 2001. Сега дозволите ме малце, не ме прекинувајте. Вие може да се смеете. Сега ќе ви го кажам зошто. Знаете ли дека агресијата бестијална на Русија во Украина се речиси истоветни барањата како што беа барањата на терористите во 2001, тогашните терористи. Сакаш да кажеш со бомбардирањето на Југославија и со земјата на Косово нешто сакаш. 2001 Сакаш таа паралела да ја повлечеш. Не, сега вие можете да видите. Па и ти можеш како тоа вие, можете ќе можам вие. Ја ја. ви кажам во Македонија. Значи, терористите од Лучека кои што влегуваат Косово бара прво територија. После немање човекови права, немање на право за користење на јазикот, образование, истите работи што овие руси сега го прават во Украина. И сега сакате да ми кажете дека вие подржувате такви агресори? Сакате да ми кажете дека јас сум направил голем прекршок што сум бил на денот на одбележувањето Не, на затоа што вие победата на фашизмот. константно дел од вашето семејство работили во Министерството за надпревршни работи во Русија? Е погрешна информација. Да или не? Не. Бе прашав, не беше информација. Дали е точно? Да Погрешна или не? информација не, она беше квалификувано македонска дејност како да е таму седи до Путин и донесува одлуки, така нешто некој изборува, така да мислам. Значи јас Таква бев многу смешни коректен, работи. не спомнав ни име, ни Не еве ти, дел. па еве кажам. Па е добро, ама немојте да ми импутирате Мојата работи фе- мене. Па Сега, не, па сега, тоа е, видите вака македонската јавност мора да знае што се зборува, не само што вие сте кажале. Во ред, и што се зборува? И па се зборува тоа дека била и советник на Песков, што е портпарол на Кремљ и така натаму и така натаму. Мислам советник на Порпол. Черка ми, да, точно е, таму работеше, меѓутоа сега работи во една голема приватна компанија, сега за пред повеќе од половина година заврши најеминентниот економски факултет во Сколково и сега работи во една приватна компанија. Ама во Русија. Да, што е проблем да не работи во Ништо. Русија? Да не се снаоѓа? Чекајте што. Тоа дипломираше како Зошто Вака, кој ќе ве спомнам Русија кога да ве брцнува човек со два прста око? Не, Што ви е тоа не. толку проблем? па што е на вас проблем па тогаш што например моето семејство и ќерка ми работи во Русија? Кој ви го рече дека е Па проблем? вие. Не, вие само Па вие така импутирате. не, вие импутирате. Не, Вие се обидувате да импутирате кога ќе врати човек. Не прашувате зошто јас за Русија и какви се што е проблем вие со Русија? Значи проблем е нашата политика на Македонија. Јас немам никој проблем кога ќе биде раскинати дипломатски односи со Русија. Извинете, ја го донесов Додик во Скопје на прославата на Свети Сава или вие? Не, јас. И ја секогаш го направив, што- и ја го направив скандалот И или јас, вие? видите вака, јас секогаш ќе го направам тоа. Кој што ќе го направите вие се? Секогаш ќе ги повикам представниците на легитимните представници на српскиот народ од И регионот ќе кажете да дојдат на зборуваат одбележување- живела Македонија, живела Србија и Русија? Чека вака, не. Вака. Ама сега Неприкладното, дајте ама немојте неприкладниот сега. говор на господинот Додик, инаку мој личен пријател, неприкладниот, повторувам, говор на мој, наместо да биде поздравен, беше политичен. Не се одветниот политички говор, можеме така. Може се согласувам. На Светосавската академија
е неприкладен политички говор кој требаше да биде само поздравен. И јас така коментирав и после тој ден. И денеска коментирам исто И коментирам. утре ако дојде пак Не, нека прослава, пак ќе го викнете тој Ќе лик. го повикнам Што е истиот црната лик. листа на Америка? Ќе го повикнам тој истиот лик, да, без никаков проблем. Си само ќе му Ја биде мислам дека потенцирано дека треба да нема биде. биде, јас сум убеден дека оваа влада нема да го дозволи тоа уште дашка. Сакате да се обложиме? Владата не може да ми забрани на мене да го бележувам Не, Свети Сава. не забравиме за Свети Сава. Некој друг ви рекол во годинава за Свети Сава, ја ви кажувам дека тој пак нема да биде тука повикан. Еве ја ви кажувам дека ако јас бидам председател на Вие организацијата, ќе ја ќе бидете го повикам. сигурно, вие ќе бидете сигурно, ја ви кажувам дека вие ќе повикате, ја ви кажувам дека тој нема да дојде. Еве ја ви кажувам дека владата може само да не присуствува на таа манифестација со свој представник. Може и тоа. Не само владата, него и пошироката јавност политичка и Добро, овој може, свет. окей, не е спорно ништо. Не знам зошто се обидувате со глава низ зид нешто да направите што Не, знаете како, има еден проблем што треба да ви го објаснам. Ајде. Јас кога дојдов на оваа функција, си поставив две задачи. Добро. Првата задача е да не се спину, да го избришам спинот во јавност, дека јас сум дојден тука и ме наградиле со местото министер и вице-премиер за да молчам, за да ме замолчам. Не, тоа ја никој не И втората, Добро. добро, сега вие другите да. И втората работа е дека јас не сум дојден тука да крадам. И јас мислам дека до сега успешно менаџирам со тие две своји задачи и си успешно си ги остварувам. Не дозволувам. И едното ни другото да ми ги спречат. Знаете како јас со изборот на Вие сте министер не политички промени министер, ама вие сте име. политички. Јас Зошто се останувам прокламирате Иван како некој Стојковиќ. мега квалитет со мери систем. Вие сте политички. Не се создава. кој се вие ме прогласувате, не јас што се прогласувам јас. Ама не, Сум нормален ама човек. те кажувате вие самите за себе. Значи вие не сте шетале Не, на јас сакам така на Илинденска безброј, па некој е викнал дека еј господин Стојковиќ, дојдете да бидете вие вице-премиер. Тоа се Чекај вака, тоа е чекај вака, политичка чекај функција. вака, Вие окей. сте се Чекај појавиле вака. на избори заедно со коалицијата и сте добиле. Чекај вака, јас немам тата и мама да ме волеле ни животот, сам сум дошол до таа позиција. Тие луѓе кои ги Ама не можете кажувате да ми како проблематични кажувате ми се се дека вие сте пријатели. мега квалитет. Каде има мери систем кога се вие сте Ама- сите министри политички функции. Чекај. Јас никогаш за себе не го кажам Вие тоа. ќе вашиот квалитет се мери кога ќе ви заврши мандатот. Што сте направиле? Сега до сега вашата функција е признаена и препознаена во Македонија. Значи Лично сум за направил ваша- нешто, така. Сте направиле факт. Фала, не- благодарам. Не можам да ви кажам за тоа. Благодарам. Е, Значи, сега што нешто ги се имате случило. гафовите со пумпа и да те напумпам на овој, што сте го викнале Додик, што седите со рускиот амбасадор кој што, нели, само за ваше посетување во 2001 година, само еве да ви го кажам, запамтете се го не сте била. 2001 кога влегоа терористите, тогашни терористи, сега се борци за човекови права, една од ретките земји кои што не сакаше на Македонија да ја продаде авиони и хеликоптери беше Русија. Украина беше таа што не ги продаде. Само да Да не завршам. беше вака. Не, само Не, да добре, завршам. па не е така. Ама Ајде, апсолутно така. спекулирате. Македонската православна црква мака до ден денешен си мачи ради руската православна црква, а не од украинската или не од српската, на пример. Така да ве молам, кога ќе ги величате и кажете ми, знаете 5 песни руски или 5 глумци или 5 пејачи? Знам. Ај кажете ми 3 песни руски. Хајде. Чекај вака. Значи вака, јас имам семејство во Русија, значи полека, значи Ајде, да добре, влегувате на добре. осетлив терен првата работа. Ајде, мислам како И да ви кажам. сакате да ја сведете расправата на погрешен прац. Ај сега вака полека, значи да ги Знаете ли пуштиме- дека Русија не сакаше да ни продаде авиони и хеликоптери? Чекајте да ви 2001? одговорам, јас се Ајде. враќам назад, не е на спекулациите. Какви спекулации, значи Дали ви мислите дека Украина тогаш можеше да ни даде авиони без и согласност? хеликоптери Сухој Без без согласност согласност на Русија? Да. Не можам да гарантирам. Еве ја гарантирам. Значи, А зашто не ги даде Русија, кажете ми? Може да ми објасните? Па затоа што така функционирало тогаш. А вие србите, Па ја, значи знаете како кој ги донесе авионите во Македонија? кој? Србите ги донесе во Македонија. Српска фирма ги донесе во Македонија. Сакате ми презиме на 20 директори што тоа го направија? Ирелевантно. Ај сега кога ќе добиете Ирелевантно. Не, кога ќе добиете Ама информации. ирелевантно. Не, кога ќе добиете информации, значи сега Ама нема, знаете ирелевантно. сега фирма и сега вие може да ми раскажувате приказки за колачи или Па вие ми за раскажувате приказки на мене сега како? Ја ви раскажувам, ја ви кажувам факти. Па еве ја да ти Ама одговориш вие со каде факти. бевте 2001 година? Јас не занимавам со политика 2001 година. Каде бевте? Бевте во Грција нормално или не бевте? Немам појма, не се сеќам 2001 Па година. добро, Кога сум бил? тогаш, па Јас добро. 2002 година сум во политиката. Па вие сте од 2002 како комуњара, Да, како СДС. Да. Така? Па добро. Како коалиционен партнер на СДС. Така е, така е. Кажете ми, зошто вас лично, а и ме интересира искрено, стварно ме интересира и српскиот народ и особено представителот Вучич кој што, нели, ние сакале или не, тоа сакав и да го споменам, сакал не да признаеме македонците како македонски народ, го сметат српскиот народ како најпријателски народ, не само тука, него во ширум светот.
Мислам дека такво отприлико и чувство имајќи србите, не знам, кажете ми вие често Тоа одите има тамо. анкети така што. Но кажете ми зошто тогаш Србија прави некои ситници кои што така нас македонците не заболува, не очекувајќи од Србија. Еве на пример тоа би го спомна кај мене во емисија на Само вистина околу ние знаците ознаките на државата, сообраќајните знаци кои што не се следствено на договорот од Преспа, спишува Скопје или НМК. Зошто не означува Скопје со НМК кој треба само да биде МК? Добро, интервениравме со амбасадорот. И што би на со тоа? Ке се смени? Еве сега ќе добиете. Ајде, кажете. Информирав со амбасадорот. Директорот Со нашата амбасада, српската амбасада? со Македонскиот. македонскиот, Аха, добро. нашиот амбасадор, Добро. македонски амбасадор, значи прецизно терминолошки зборувам. Разговараме со министерот и министерот тврди дека ќе разговара со директорот на предпријатието за Значи ке. ќе разговара. Значи тоа е Инаку тоа е сега полека, баре тоа одговор. се вика идно неизвестно време. Баре чекај за одговор, што брзаш? Нема ти одговара одговорот. Многу се Разговарав со, што спор? не, екстензивен, многу Па ја широко. не сакам- Кажете ми одговор веднаш. Па сакам да разговарам, а не да се И ќе што ви кажа, и што ви кажа, ставите, што ви кажа дека ќе разговара. Јас кога во меѓувреме разговорот дознам дека тој директор се вика Зоран Антич од Социјалистичка партија. Дигам телефон на директорот и си разговарам на таа тема на која треба да си разговарам. И што вика директорот? Директорот е многу близок со Социјалистичка партија на Македонија. Има сериозна соработка и директорот е поприлично наколек во Македонија. И вели дека тоа Пријател на Македонија, да кажам. сигурен сум тоа у тоа. Барем знам за тоа затоа што ги знам претходното неговиот бекграунд го знам. И он вака во разговорот кажа мощна едноставна вистина, Иван, тоа е, вика, вие сообраќајни знаци имате ти такви, ние тоа сме така сме го решили, ако се инсистира ќе направиме се да направиме да вратиме, нема потреба од никакви, значи немаме никаква намера да предизвикаме никого. Тоа е првата работа. А втората работа, вие во почетокот на прашањето сретувате со приканата зошто србите прават некои толку мали Ситни ситни работи работи кои што нас македонците- многу не болат. Ситни, а многу болат. Вака сега. Кога така ќе разговарате Знам што ќе во ми Србија, кажете. Знам што ќе ми кажете. Ајде. па викам кога така ќе разговарате во Србија, сосема легитимно да очекувате, па вие правите крупни работи против Србија, вика сега нас не кините за толку мали работи. Што е направено од македонскиот народ противно Србија, можем кажете? Не зборувам за македонски народ. А јас зборувам за Македонија. Па што сме српскиот народ има направено лошо за Македонија, сега зборуваш Ништо. државата го поставила тој знак, не викате го дека поставиле сега сте тој. вие министер. Да. Сега Јас вие сум треба видел- да уште повеќе да го напредите односите. А јас ба за тоа, ако И треба и го- самиот ќе го ставам тој знак МК тамо, па ставете само го- да ви докажам дека не сте во Ставите право. барем на едно место да Не, направите па го. јас ќе го направам на едно ставете место и го. ќе го сликам. Сликате и ќе пратете ви ми го. докажам Да. дека не сте во право. Што дека не сум? Ама што сум ја не сум во право? Па еве, Кажете ми една работа што сгрешив и дека што време работите може да се поправат, дека ништо не Не, е јас намерно, вика- дека никој не предизвикува никој што намерно. Сега намерно они го Не, направиле знаете ли тоа, зашто го да мислам? не Затоа провоцираат што нас. не, сега ќе ви објаснам. Мислам дека да. Србија тука балансира малце со поради нивниот братски народ грчкиот. Мислам дека тука е малце приказката. Не, затоа што па Сега- која фирма го правиш автопутот овдека, знаете, Знам во југот која. на Србија. Ама И си беа ставиле знаците, ја си беа ставиле, интервенирав, си ги тргнаа знаците. Значи- Тоа е сега проблем, зашто правите проблем кај што нема? Абе не правам проблем, господин Суликовиќ, само ви кажувам што е тоа што ги боли македонците кои што патуваат таму Ма што јас гледаат. многу добро знам што ги боли македонците И и се баш каш- постапив спрема интересите на македонскиот Супер. народ. И само ќе ве замолам ако може уште еднаш да го слушате тој директорот кој што е близок директор со Дзинговата партија во Македонија, да го прашате до каде приказкава. Ама јас сега ќе ви кажам, нема да го слушам да побрано кај приканат. Аби ја ти кажам, ја ќе го сменам знакот и ќе ви правам слика, само да им кажам дека правите проблем од нешто што не е никаков проблем. Добро. И дека сега него е тука поприлично сензибилен заради нешто што е далеко од вистината, сега реално спориме. Или далеко од намерата на него да сега ги повреди македонците, мислам, се извинувам, мислам, не, мислам, како ви кажам, не су тие А мислите приказки за мали дец. дека не повредува тоа? Јас знам многу, види вака, јас сум роден во Македонија, јас многу добро знам како чувствува македонскиот народ и во моето политичко однесување се поставив така како што се поставив. Да мислев спротивно, ќе се постави најверојатно спротивно. Добро. Ако имате и тука некоја замерка, Не, ние имаме една замерка, 2024 станувате министер, вице-премиер и има едно интервју во Политика, кој што го пренесува и Косово онлайн, така се вика еден сајт кој што така работи нормално, како што би требало да работи за српските интереси на Косово. А кажете ми, кога сме веќе кај Косово, приказкава до каде заедницата на српските општини во Косово? Чисто мене ми До никаде.
Нели тоа е едно од врските на Косово кои што Да. мора да ги преземе ако Да. сака воопшто Да. да разговара Да. за некаков Да. просперитет Да. во некакви Да. евро. Да. Да. И што вели актуелна Приштина и официјална Приштина на тоа? Ништо. А добро, а официјален Белград не прави ништо по тоа прашање да го Официјален Белград бара тоа да се спроведе по секоја цена. Затоа Кажете- што нема да има напредок последните прашања доколку тој договор, дел од Бриселскиот договор не биде А реализиран. кажете ми тоа прашање ако не се лажам Колку беше јас знам. договорено во Охрид. Не. Не конкретизирано да биде ставено во рамка. Бриселскиот предлог е направен 10 години пред. А договор во со Охрид дека се договори една рамка за динамиката, се сеќавате која беа една Да. средба овдека, Да. кога ги има двојна и која што беше подоцна промената рамката за преговори со Србија, така е, нели? Како тогаш успе на Европска унија да е променат рамката за преговори кога беше во прашање Косово и односно Србија, а ние кога сме со Бугарија не можеме тоа да го направиме. Тоа е моето прво прашање. Србија не го Памтете, потпишал Охридскиот договор, за by the way, успет, чисто да знаеш. тоа знам, тоа никош не го потпиша тоа. Не. Но знаете дека тоа не мора и не се потпише. Звучи, да, Европската комисија и Европската унија се го третира дека е тоа договорено. Виде вака, председателот Вучи доде со сема изјава. Делот Охридскиот договор е прифатлив и ќе прифаќаме делот заклучоците на Охридскиот договор што можеме ќе спроведеме, а тие што се неприфатливи никогаш нема да ги спроведеме и затоа и не е потпишан Охридскиот договор во Охрид. Значи сакате да ми кажете дека промените на преговорачката рамка не предизвикуваат правен ефект поради тоа што не се потпишани од официјален Белград, не се така? потпишани, да. Добро. А не значи дека било кој документ не може да се промени во било која ситуација, така да тоа мислам чисто На најавно тоа за тоа зборував, за тоа нема зборував. шанси, мислим, видите вака, не е ништо дадено еднаш за навек, од проста причина што работиве и кај нас и во светот се развиваат со многу голема брзина и целата геополитичка состојба толку брзо се менува дека мора да се прилагодуваат сите, па и ние. Како викавте вие пред 3 месеци ве гледав на интервју кај нас кај колегата Гоце Михайловски, тоа што му викате ве гледате сега Трамп со кого се слушал удирајќи на Трамп со Путин и гледате каде оди светот и од сега од еднаш гледате дека Трамп повеќе не се слуша со Путин, дека Трамп повеќе не комуницира. Сега разговара пред цело ден се што Па добро, ама не разговара силно на тој начин како што разговара. промени реториката. Па не се промени реториката, ама гледате дека Видите нешто тамо не е кој што треба во глобални рамки. Мислам дека тука ние би требало да Ништо останеме не е во барем глобални рамки. малку на страничка. Видите вака, ништо не е како што треба во глобалните рамки, тоа е проблемот. Да е нешто во ред би се решавале проблемите. Кажете ми за вас, починатиот Киро Глигоров, не знам, вие сте имале шанса да го запознаете лично? Да, беше на првата Светосавска академија која правиме под Националниот празник на Србија. Која година Бе беше? почествуван 2008 година. Бе почествуван со присуство на поранешниот македонски председател Киро Глигоров, Вие го почитувавте, претпоставам, така ли? што го повика и што му доби централно место, не како председател на Македонија, туку како поранешен председател на Македонија, јасен е мојот однос. Така. А беше јасен однос, имам и снимки. И на присутните на Светосавската академија кон председателот Киро Глигоров, тогаш веќе не беше така. председател, Мгм. и сега ќе ви кажам Но- на изнегување гостите од Србија вака реагира. Како ви волите Киро Глигоров? Каже, он е добил највеќе аплауз, вика, и ти Иване не си добил лош аплауз, али Киро е добил највеќе аплауз од сви. Тоа е. Кажете ми, како дозволувате во политика од 2024 година, значи лани, во 10 месец, да се направи анализа од некој новинар, не е ни важно кој е новинарот, каже што ве велича вас, нели, како прв човек, србин кој што... Мислите за текстот на Чедо Мирантич? Така е. Инаку мојот многу добар пријател. И кој што го именува овој човек на кој што сега сваќам дека вие му се дивите, првиот председател на Независна Македонија, господинот Киро Глигоров, кој што го нарекува дека е бугараш. Не се ја дивам на никого. Јас само ги почитувам реалностите. Сега не ви се допаѓа повеќе. Не, него ги само ги почитувам Како го реалностите. сменивте вака мислењето, Не, со тоа ви точно, го не кажав сум- дека не вашиот сум го пријател сменил. личен го Мојот личен оквалификува видите нашиот како може видите Киро вака, Глигоров да е видите бугараш. вака, мислењето на мојот личен пријател, политичко, не треба да биде исто со моето политичко мислење. Ние сме пријатели, јас не можам заради политиката да се одрекам од моите пријатели. Сега ми Како рековте тоа не го најпој што разбирате? кажав јас за Киро, што мислам јас за Киро Па Глигоров. еве ви кажувам што Кажете ќе ми, кажам. бугараш ли е за вас Киро Глигоров? Мислам дека не. Зошто не реагиравте? Сепак е ова политика, официјално издание, печат кој што е доста близо. Тој е независен интелектуалец човекот, како не ви јасно на вас? Добро. Човекот сега се спротивстави и на студентите и на режимот во Србија. Човек со
со интегритет, како да ви објаснам. Добро, Би сакал да разговарате некогаш со него, да се уверите колку не гледам зашто би за разговарал. колку квалитетна особа. Не веламе дека високо образована особа станува збор. Него не гледам, но не гледам какви имаме заеднички интереси јас и тој господин, освен тоа што го навредува починатиот наш председател, го Тоа ќе нарекува го- бугараш тоа ќе прво, го- тоа мак се, Не. како да ви кажем, интелектуална некрофилија. Видите вака тоа, споминате- видите вака, тоа ќе го повикате господин Танчи Мисија, ќе ви Немам објасни. што да го повикам. Ја Кажете за ми себе една можам да работа, зборам. зошто имаше таква нервоза и таков па не анимозитет, но возбуда кај и српското раководство, кај председателот Вучич и кај генерално и дури кај вас околу на резолуција за Сребреница која што се прогласи нели за геноцидента. Мислам само да видам кој датум беше тој јули. Станува збор 11 јули. Вие пред малку во неговата емисијата ве слуша зборете дека ти си македонец и дека така зборуваш македонски јазик и така натаму и така Да. натаму и дека така треба да те почитуваат. Така е. Па и нарекуваш се бугарин. Не можам да се нарекувам. Па и не можам ја да себе да се нарекам дека сум геноцид. Ама не, таму во таа резолуција читав лично јас, никаде не стои дека србите го направиле геноцид. Не стварно сакам види, господин Немој, Стојковиќ, немојте Стојковиќ, сега. ама се зошто не ми дозволува? Зошто сакате да бега? Дајте работите што предизвикуваат, сакам да видиме што се Па потврди. еве што е работува. Позадината е таа. Сакате да кажете дека со тоа што се прогласува како ден на геноцидот, односно сеќавање на геноцидот, тоа индиректно се кажува дека србите се геноциден народ. Апсолутно. Тоа е интенцијата. Ама И затоа беше толкова вие сте борба. правник, во правото не постои интенција, не постои алузија, постои фактички материјален доказ. Имейл нема факт. Намера на кој утре ќе се повикувате, како тој документ излезе таму кај што треба да излезе. Како не, како сега. Ама како кој Тоа не е ги со документ споменал со правни последици. Ама србите споменати ли се во тој документ? Стварно ме интересира. Се србите се споменати и се алудира на таа приказна. Ама алузија, знаете. Сега, немојте, Добра, значи, кажете немојте, ми. значи, немојте да бидете, значи, ова е сериозна политика, е, значи, Јас ве се оди на прашувам- во Обединети Јас нации, се ве прашувам, целокупната светска јавност, еве одговарам, Но кажете- целокупната светска јавност, брои приказка, србите геноцид, сега очекувате србите сами себе да се прогласат за геноцид. не. Просто е неверојатно, затоа ве Не, повикам, не. прегласите се за бугари, па да видите како Не, изгледа. ама- Значи, ама- никој нема на себе ја да не се ви поди велам на дека рака. вие треба да се прогласите се. Не ми ги вртите Па зборовите. не, ама некој Вие друг сте шампион за манипулирање со зборови. Молам, немојте. Абе, сега, вие велите дека се ве прашувам подценувам, што дека е. сум шампион, дека ја ништо не сум кажал за Значи, тебе. ве прашам што е проблемот. Реално ме интересира. Па, Сакам еве да ви кажам. навлезам во суштината сериозно. Значи Па ви полеко паралелела, сега подобро не Добре, можам да ви кажам. Вие сваќам паралелата што сакате, но во една работа сакам да ве прашам. Зарем мислите дека тие 8000 и 9000 луѓе кои што се таму загинати во Сребреница не заслужуваат почит од секој живо бите на оваа планета? Кој каже тоа? И вашиот Исто како српските, и исто како вашиот председател Вучич муслиманските, исто како беше да те поклони на тие апсолутно. жртви. И за малку Ја- ќе го бија. Ке го теп, се согласувам, ама беше така. Беше го направи нормално. тој чин. И ја не гледам зошто не треба да кажеме дека е жално во 21 век да умираат луѓе така. Видите па вака, повеќе од жално е. Така е. Меѓутоа, знаете како во таму не умира само муслиманите, умира и србите. Тоа Се е проблем. согласувам. Како што јас сега ќе ве прашаме, еве уште една Страшно, можливи, страшно. уште еден челендж да ми направам. Голема болка, како што е за вас болка што ве предизвикувам, но исто и за босанците, нели во целата таа војна Да, во Босна. јасно. Знаеме дека ја не можам да најдам виновник, мислам дека виновник во целата приказка сме сите ние што сме живи на овие простори, за жал. Но една работа, ќе се согласите со мене, предпоставувам, 11 март 1943 направен е геноцид врз македонските евреи, кога 7144 македонски евреи се качени на бугарски воз, зашто имаше документи, а кој што тој господинот кој што беше предведен ке мене во емисија, рече дека е манипулација фотомонтажа, замислете, и се однесени во Треблинка за ликвидација. Нели сметате дека Македонија можеби е време да ги одбележи овој грозоморен чин? Значи, ова е морбидно, 7144, меѓу кои многу деца, мажи, жени, качени на воз, однесени со помош на бугарската фашистичка окупаторска војска до Треблинка и за да бидат екзекутирани. Нели сметате дека Македонија можеби време да побари од Обединетите нации овој чин, овој геноциден чин на тогашната бугарска фашистичка армија да биде прогласен
како ден на светско одбележување. Јас се го развивам прашањето, меѓутоа се мора да кажам дека тоа е прашање на избор на стратегија на македонската влада во однос Ама на вие сте член од владата. Зошто мислите дека за не треба? некој не, вете вака за некој работи јас не сум информиран. Мислам морам да бидам искрен, ја не сум Не, таму. но зошто нели мислите дека можеби од кај вас треба да потече на вакви информации прилог како човек кој што е И член не, на знаете, види вака. Вас не ве боли кога Види вака, кога не, македонците не, се не, нервираат не, за Бугарија? Види вака, може да ти кажам отворено. Ајде. Па ја ќе ставам поголем комита од ВМРО-ци, мислам, отприлика како тргнала работава. Мислам, до сега милион работи покренував за македонскиот народ и ми станува, Ама ти си мислам, чудно е, види вака, сега си многу сум сериозен. Многу сум сериозен. Вие сте македонец. Јас сум Србин по национално поглед, Не леко ве прашам, македонско вие сте по државјанство. националност, по државјанство македонец. Македонец, да. По државјанство, државјан на Државјанин на Македонија. и Да. државјанство. Тука сум на Македонија, али Така ви пак да пише ја во лична подстан. карта. Значи, државјанин на Македонија, македонско училиште заврши во основно, македонска средна школа, македонски факултет имам завршил. Немам проблем ја И никаков. што е проблемот? Тука сега вие да приложите една ваква иницијатива 11 март да се слави на светско ниво Ама како јас- ден на одбележувањето на жртвите. Ама еве јас Втората повторно, светска јас војна. повторно ги одговорам. Тоа е прашање на стратегија на државата во врска со Се бараат ко спонзори, Не. како што тоа го направи и тогаш. Се- И мислам Али тоа дека е- се најдат ко али видите спонзори, вака, тоа е- зошто не го направите Видите тоа? вака, тоа е избор на македонскиот тим кој ја го води проблемот со преговорите со Бугарија. Ама не е тоа, нема Нема врска со избор. Бугарија. Зборуваме Има- за има- да им се да ги одбележиме. Внимавајте, Да, во тоа е еден ден. добра иницијатива, може да биде одлична иницијатива. Господин Стојковиќ, во еден ден се качени тие луѓе. И знаете каков греф имале? Зашто биле евреи. Абе мојот Замислете. дедо е одведен во логор во Бугарија 4 години сега. Јас знам што ме Знаете пречувате. зашто зборуваме, така ли? е? Збориме сериозни работи, меѓутоа во тој дел, јас на вистина не е спорно и некој иницијатива се покрene. Меѓутоа реално зборувам. Треба некој друг, така. Да не ме преценувате малку моето учество во Не го политичкиот преседнам. живот Ја на мислам Македонија. дека вие сте сериозно влијателен во македонската влада. Па не знам, не се чувствувам така вака искрено. Тоа е ваш Знаете повод. зошто? Затоа што си работа мојата работа, не користам државни ресурси, на мојот шофер му е забрането стрикно да употребува флешери, се обидувам да не влие воопшто функцијата врз моето претходно однесување, затоа што скоро се ми е земено од приватноста, ми остана само да идам на кошарка Партизан да гледам. Партизанови сте? Да. И јас. Кога сме дека ќе Партизан Звезда, иначе. Мислам, само прво- кошарка, Прво иначе- сум македонец и врдарец. Не, а иначе да се објасни. Значи, станува збор само за кошарка. А ништо повеќе, не фудбал. Не, как? Не сум Не ракет. ни гледам. Добро, кажете ми вака, локални избори октомври ако не се лажам, отприлика така. Што очекувате? Претпоставам дека ќе работите во коалицијата, имате состаноци, до сега имате 25 тимиња, тоа се валја претпоставам Зихерашио, некои што се сигурно и за победа, затоа и се ги објавиле како коалиција. Не сум баш зборувам. сигурен тоа. Мислам. Молам? Не сум сигурен дека тој е испит финал. Тој е список е финал. А тие 25 се финални. Излезе, Мислам дека не знам појма. Ќе видиме. излезе Да, примерот, знам, ги кажа. да, тоа се Па, кандидати на мислам, ќе биде ВМРО. несериозно сега да ги објавите луѓето Да, јавно, па да ги тоа се повлечете. кандидати на ВМРО да помане. Се согласувам. Има кандидати на ЗНАМ, па има кандидати на Демократска партија на кажете- Србија, па има кандидати на Социјалистичка Кажете ми, партија. Демократска партија на Србија во Македонија ќе има кандидат На како Србите гранач? во Македонија. За на Србите во Македонија ќе има кандидат? Зависи од како е. Листа ми кажавте во Да, Куманово. во Куманови ќе видиме уште некој Добро. место дали ќе биде. А како доста. градоначалнички? Зависи од коалиционите договори. А вие инсистирате на некој место? Би сакале да бидете негде? Апсолутно. Кој е, например, кој ви е посакувано? Повеќе општини. Една кажете. Не може да ви кажам. Очекувате сериозна победа на локални избори или мислите дека ова со кочани би можела малце целата ситуација, зашто знаете како мене ме интересира вашиот став и реакциите на родителите, сите овие протести кај што бараат правда. Еве денеска видовме дека е покренато и истрага, осомничен и адвокатот кој што е близок и член на партијата ВМРО ДПМН Александар Нацев. Мислам дека таму и повеќе кривични дела, прво лажно представување како несобственик, скриен собственик и така натаму за она фирма за обезбедување. Нели мислите дека малце требаше посоодветно да реагира владата и државата во тие моменти, барем во делот на правда, не во однос на медицина, укажување помош и така натаму. Сега ќе ви кажам кога ги споредувате настаните со падот на настројица во Нови Сад и последиците од тоа и кога споредувате пожарот во Кочани и реакциите на македонската држава, Добро. најголемиот дел од српските политичари ќе ви го кажат тоа што сега јас ќе ви го кажам. А Дека тоа е сте восхитени како брзо се реагирало. дека Македонија, дека се подушевени од брзата реакција на македонските правосудни системи пред се на јавното обвинителство. Да, ма знаете. Просто неверојатно. Се согласувам. Видите вака, тоа е реакцијата која Тоа јас ја слушате. пренесувам. Не, ја слушам, не мора вие да ми кажете. Докато И слушате. тоа од повеќе места.
се согласувам. И коментарите се, пошто јас Само не заборавајте, комуницирам во господин високи Стојковиќ, кругови. 62 млади животи убиени на безочен начин. Значи, тие не се случајно. Некој оставил една штала таква да функционира и за мене тоа е не убиство од незнаење или од небрежност, тоа е за мене осмислено. Некој да му дадеш дозвола за кабаре, а гледаш дека локацијата е далеку поголема од кабаре, да немаш дополнителни излези, влезови, да дозволуваш внесување на пиротехника. Она што го барат и родителите, што го слушам во последно време и гледам дека почнува да се политизира, што е за мене бестијално, за мене одвратно. Човек кој што се оставил душата во ковчегот на своето дете, тој веќе е зомби, тој вие може да го наречете човек, мислам тој е човек, но дали тој има душа тој човек? Тој има само Имам органи, пријатели во Киштани и знаете работа кој што- многу бев сега скоро не можам да го пренесам мојот Не треба ништо да впечаток од тоа дека вистина Ама гледате, сега се тоа жалат, мртвило. Нели? Да, се чувствува. Се гледа таа генерално таа ја не знам тој што колку период ќе тип треба кој- помине за да се почувствува некаква среќа таму. Ја мислам дека таму дури ни птиците веќе не пеат. видите вака сега многу искрено, ова е сериозен предизвик за владата, не заради сега да кажем условно кажано се ставени работиве под контрола, меѓутоа ова е сериозен психолошки предизвик за понатаму. Мгм. Нас порано или покасно овие настани ќе ни се вратат во Како бумеранг? како бумеранг. Да, мислите? Да, сигурно. Затоа што, знаете како, претешка е несреќата која се случи за да може тек така да помине. Она некогаш во наредниот период ќе се појави пак или ќе ескалира во Мислите одредена дека ќе приказна. плати некој политичка сцена од власта за тоа или не? На следните локални избори или на евентуално парламентарни? Мислам дека во овој момент не. Знаете зошто? Затоа што после 8 години пустошење на Македонија, граѓаните гласаа влада која треба да почне да ги следува работи. И тоа е се уште рано сега за да може владата да очекува последици од оваквите настани. Меѓутоа велам дека тоа се настани со тешки последици генерално во животот во Македонија, а поготово генерално во животот на еден град. И многу малку е веројатно, зборам сега социолошки, еден таков настан да нема свое повторно воскреснување во јавноста, во политичките пресметки и во било што. Што би било за мене ужасно да ја користите трагедијата апокалипса за мене 62 живи да изгорат недостоинствено. Пазете да се Нели? биете да избегате, да не можете да избегате. Нели знаете зошто? Затоа што ние сме научиле да живееме во системот. Тоа е проблемот главен. И еве сега кога сум на место на кое сум, се гледам дека луѓето научени. Да не доаѓаат на работа да луѓето примат се плата. клиентелисти. Корупцијата функционира каде што има клиентелизам. Ако нема клиентелизам, нема да има корупција. Сакам да кажам дека добро како било тоа што го зборам, како сега знаат да доаѓаат на работа редовно. И сигурни се дека доаѓаат уште на работа? Сите? Апсолутно. Ау, каква контрола. Ке вас? Ау, каква е контрола. Во вашето министерство? Апсолутно. Фул контрол во секој момент. Можеме да дојдеме некој ден да провериме? Кога сакаш. Добре. Знаете зошто? Затоа што покрај картичките, за кои отврдивме дека ги куцат повеќе, внесоме и систем на подпис. Па пуштивме Тоа е рудиментално, тоа е таква ретро систем на подпис во 21 кој век. дојдете на работа. Па знаете како? Па доаѓа некој ви куца, чека вака. Значи мора да ви објаснам. Значи доаѓа некој ви става картичка во системот за повеќе луѓе и си оди. Па кад прави так И, так 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 так. и вие имате, Аха. и вие имате надзорна камера, меѓутоа надзорната камера не ви е како доказ на суд. Мгм. Тоа е проблемот и затоа мора да ги терате да се подпишуваат. И кога ќе им ставите тетратка за подпишување за влегување, тогаш веќе се гледа кој доаѓа, кој не доаѓа. Пак ќе ве прашам, нели е тоа малце примитивен начин на евиденција? А нели е подпишување? примитивен начин некој да зема плата не доаѓа на работа? Тоа Нели е тоа штета не, за тоа е државата? безобразие. Па се И како? тоа не треба да го како чувате. мора да- А зар треба да го чувате ли вие? Па еве начин да го решиме. Значи видите вака, вие се снаоѓате со тоа што имате, а не со тоа како би требало да биде, затоа што ние уште не сме на тоа Закон ниво. за високо раководна служба до каде е? Мислам дека е далеко. Далеку. Далеко мислам дека е уште. Тоа треба да произлезе, ако не се лажам, од кај министрот Од кај Минчев, од кај така? Минчев. Па се уште нема ни еден, има нешто работни верзии само, не само за тоа, него и за овие другите работи. Знали само работни верзии се уште нема ништо Затоа конкретно. што тоа е единствениот начин ние да одиме понатаму. Само мери систем. И сега вие не можете да ги сега има и огласи, вие не можете да примите сега како да ви објаснам. Мислим многу е тешко. Не можете да примите различни национални структури или да направите промена во составот на министерството затоа што постојат многу ограничувања.
баш од тоа што законските решенија не се чисти и јасни, така да проблемите постојат. Ако нови локални избори е хипотетички Дуј направи посериозна сигнификантна разлика помеѓу Дуј и Вленд, корист на Дуј да кажеме 15, 20, 30 гласа, што реално може да се очекува, ако нешто не се смени драстично, ако ВМРО не стави во четврта брзина и пета, па заедно со Вленд направат некој пресврт до изборите, можно ли наредна година да имаме и предвремени парламентарни избори? Мислам дека во момент далеку се предвремени парламентарни избори, без оглед на резултатот од локалните избори. Можни парламентарни избори се само во состојба на да падне политиката на владата, во смисол на борба против корупција, во смисол на воспоставените промени кога станува збор за правна држава, во смисол да не биде како до сега, пошто ако остане како до сега, тогаш најверојатно ќе имаме сериозни предизвици во целокупната приказна. А Бугари до кога ќе ја тераме вака и ова барање кое што очигледно дека се работи, што морам да признам како граѓанин на оваа држава ми е мило се гледа дека главата повеќе не се наведнува, кичмата не се наведнува и некои други делови од телото не се наведнуваат, но од друга страна ние македонските граѓаните сметаме дека припаѓаме во ЕУ. Сега да видиме како да ги решиме овие два проблеми, значи имаме раменка со две непознати. Јас ви реков, мислам на вас ви реков на емисијата еднаш реков дека на ваквите мои прашања кои вие на мене ги постувате кога станува збор за европскиот амбасадор, он вели па ние имаме проблеми, немаме утврдена граница, па ваму таму, па просто касни процесот на проширување така натаму. Јас му реков имате идеална прилика сега да си го решите проблемот. Утврдете границите на Европската унија, примете го целиот регион кој инаку е заокружен со Европската унија. Европската унија, а после ќе ги решаваме проблемите кои постојат внатре. И сте и вие добитници како Европска унија. Сте си ја заокружиле својата територија и ние сме добитници, фактички сме се качили во возот или на место или одиме кон место или сме стигле на место каде што веќе долго години одиме неуспешно. И тоа е нели вин-вин и за нив и за нас. Отворен Балкан уште функционира, нели? Се послабо, нажалост. Се бара замена. Што не е добро? Ја мислам дека требаше да се прошири со Босна и со Црна Гора. Недостасуваат Босна и Црна Гора, тоа не е. Албанија функционира? Па мислам дека организираат заедничко европско првенство со Србија, мислам што ви кажам. Каче ми го поздравивте потегот на официјалните албански лица предварена на надпреварот помеѓу Албанија и Србија во Тирана кога ги тргна, мислам буквално сите оние ознаки УЧК и дури навивачи кои што дошла со цел да провоцираат. Исто беше изјавата на српскиот селектор дека станува збор за дека играчите дека прво заминуваат во пријателска земја и дека станува збор за надпревар кој сепак треба да да биде во спортски дух. И вчера беше изјавата на Ѓоковиќ кој кажа дека е презадоволен дека спортистите, односно играчите на терен покажале многу високо ниво на колегијалност. Така да тој аспект од аспект на она дека заедно треба да организираат европско првенство, тоа е единствениот начин. Да, друг начин не постои. Не постои друг начин од тоа да почнеме да функционираме заедно. Не мораме да разговараме прво. Така е. Ако не да ги решаваме проблемите ако ги имаме али ако ние не разговараме џабе. Секогаш ќе постојат тие што ќе сакаат да направат. Така да немаме дилеми дека ако утре излеземе на улица нема да имаме што сите знаеме дека како има, затоа што ја ви кажувам од завчера кога веќе се играше над преварот. Добро. Почнува да ми се јават луѓе, дајте мом, јави се во полиција, види да нема нереди по градот. Ако победи Албанија ќе биде лудница. Ако победи Србија, има групи луѓе кои ќе излезат и така. И ќе може да настане проблем. Дај види молим те дека добар резултат имаше на крај. Се ќе беше 0-0. Резултатот беше во интерес на мирот на Куманово. На Куманово, сега не знам за другите градови. Ви благодарам за вечерашното гостување. Ми беше мило што прифаќате ваква отворена и динамична адреналинска емисија. Малце ги крстивме моите и вашите ставови по некои прашања, само да не се вознемирувате повторно, значи кога ќе ви ја спомнам и било која тема од Србија. Бас се почувствувам нервозно, искрено да видам. Бевте? Па што е, јас сосема пријатно се чувствувам. Знаете зошто? Малце се нервиравте. Знаете зошто се чувствувам пријатно? Сега да ви кажам. Кажете. Затоа што знам дека нема да ме прашате колку пари сум украл. Знам дека нема да ме прашате колку голема штета на Македонија сум направил. Знам дека нема да ме прашате дека лошо си работам својата работа. Така, тоа се најкрупните работи што би ми биле предизвик да одговорам. Ова другото се тековни работи. Само треба да се навикнете да не ве нервира зборот
Пумпај, да не ве нервира Уопште зборот. не ме нервира. Чаци, да не ве Не ме нервира. да не ве нервира Сребреница и така. не ме нервира. Знаете како, се кога пак- станува одбор за Сребреница, морам да порачам нешто. Дел од граѓаните од Боршка заедница морат да ги стават своите, како да кажам, очекувања да ги Ама тоа спуштат се малку. емоции, ама треба да ги разбирате, тоа се емоции, тоа се ко вашите српските Јас емоции се разбирам. за дел на А Србија, јас за зборам сега по- заедница на српски општини. Слушнавте како ви јас изборувате. зборам за Разберете ги, политика. тоа се Не, наши не. сограѓани. Ама јас зборам за политика, значи на политичко ниво, на граѓанско ниво секогаш ќе има реакција. Така мора да има, зборам за, јас за граѓанско ви зборувам. Значи, На граѓанско ниво секогаш ќе има реакција, Мора- мора на политичкото ниво. Треба да се спуштат емоциите за да можеме да функционираме. Знаете како кај нас секогаш политиката ги прави емоции. да, ама некрофилен Дизниленд, малце не ви беше баш соодветна реакција кога... Јас си кажам, јас обожавам така двосмисленици да дам. Ама не. Видите, ова е малце И веќе... самиот рековте дека довеште манипулирам се тие Да, ама ова веќе навлегува на една друга територија која што не сакам збор да ви го кажам, да не се почувствувате навреден сосема на крај. Ви благодарам за вечерашното гостување. Се надам повторно ќе се гледаме на програмите на Канал 5, кога имате некој интересен скандал таму, кога ќе фатите некој возило ваше, имало возило, немало возило, имало пари, немало пари, тука сме да го објавиме. И до година кога ќе правите Свети Сава, ја ви кажам дека Додик нема да ви дојде. Ова беше на Кавга Сивер, господин Иван Стоилковиќ, вице-премиерот на Република Македонија. Се гледаме наредната недела со еден пратеник од редовите на ВМРО ДПМН кој што има интересен прекар, се вика Пеката. Имете убава вечер. Пријатно.